Јас сум родител на дете кое одеше во градинката, во приватна градинка Мис Попинс, собственик на чиј собственик е господја Маргарита Бакев. Вчера во 16 часот недела на Вибер, значи на никаков официјален начин, сите родители на децата во оваа градинка беа обавестени дека градинката едноставно се затвора. Како причина за тоа се подземни води, бидејќи ова водно и сите овие куќи го имаат тој проблем. Меѓутоа тој проблем е стар година дена, во последните 3 месеци тоа беше општо познато дека треба да се смени локалот и дека треба да се земе друга куќа. Меѓутоа тоа не е никаков проблем. Значи се случува да има поплава, подземни води во други куќи. Скандалозно е тоа што вие како собственик на градинка, една веројатно племенита и општествено одговорна функција, извисувате 24 дечиња кои се сакаат едни меѓу други, имаат некој колектив кој го сакаат, со извонредни учителки кои исто така ги сакаат. Следниот објект кој е на улица Погоре, кој се планирал, значи да биде како замена за овој објект, дека е платено депозит, значи дека е платена кирија за октомври, сето тоа е лага, затоа што мала заедница сме, луѓето се знаат, собственикот на тој објект нема ништо, тоа е уште во изградба објект, значи се работи за лага на секој чекор, не ја знаеме правата причина зошто ова се гаси, ќе има огромен шок за нашите деца, тоа се значи последиците со кои ние ќе се справиме и се справуваме. Што се случува со вашите деца изминативе месеци, доколку тие седеле овдека имало влага, како седеле воопшто, како можеле да седат во тие во такви услови кога тоа е се потенцијална болест? Точно. И имаше некои болести кои ние побаравме, значи од стручни лица мислење дали се или не се поврзани со таа влага. Значи има влага, има мов од таа влага, има различни типови на мов кои може да предизвикаат различни заболувања. Значи имаше некои бактерии кои циркулираа меѓу децата, имаше некои глисти исто така кои никако не ги поврзавме со влагата. Кога влагата се појави, родителите кои ги користеа просториите, долните простории каде што имаше влага, едноставно се побунија и тие деца беа качени во погорните простории, што значи деца во влага не седеле. Да, малку треба да се внимава повеќе на институциите кои ги издаваат тие дозволи, како се издаваат тие дозволи и на кои објекти се издаваат истите. Освен шокот што вашето дете повеќе нема да иде во оваа градинка, нема да биде со истите деца секојдневно, имате ли материјална штета од сето ова? Како биле чувани вашите деца изминативе месеци? Материјалната штета, разговарајќи со сите родители, ниеден нема неплатено за своето дете, што значи финансиската криза на оваа институција е нејасна. Знаеме дека учителките месец и пол нема добиено плата. Изговор им е даден наводно дека родителите не си ги извршувале своите долгови, значи не ги сервисирале долговите, не платиле за своето дете. Денеска беше многу едноставно, затоа што се собравме сите родители и секој до еден има платено. Што значи, бидејќи сите го имаме платено овој месец, ние треба да бидеме обештетени за колку денови се. Значи да се направи еден проред и да се вратат средствата, дали е тоа недела дена или колку. Да, како се готвела храната доколку имало мувла во просториите? Кујната не се наоѓа на спратот кај што имало мувла и влага и напротив ние нашите деца тука сме ги носеле затоа што оваа градинка меѓу другото имаше и програма за храна извонредна. Нашите информации има дека претходно деца се отпишале, дали разговаравте можеби со некој од родителите, кажале зошто? Се отпишале
мислам дека беше спомната цифра од 36 деца, сега 24, што значи тие деца кои се отпишале, секое се отпишало со некое посебно објаснување, меѓутоа не сите заедно колективно, така да немаше никаков сомнеш кај нас останатите родители кои ги оставивме децата дека нешто се случува. Апелирам до сите институции, да ни ги посочат нашите права. Исто така апелирам, бидејќи ние сега се сомневаме дека ова е последица, вака нагло да прекинете бизнис, има некакви позадински ситуации кои ние не ги знаеме, дали оваа градинка и оваа сметка се користела за други работи, значи финансова полиција, Министерство за финанси, кои се сите одговорни институции, бидејќи градинка е една комплексна работа, да си поведат грижа и да видат што се случува, бидејќи ние како родители сме извисени и оваа изјава е со една единствена цел да ова не се повтори.